Илија Јанев, Живко Прочков, Мите Бекјаров, Ѓорги Костов, Александар Ѓошев, Благоја Лазаров, Нишко Јанчев, Браво, Синда! Илија Манолев, Иванчо Караколев, Туче Минчев, Ристо Шаренко, Ристо Атанасов, Павле Ѓоргиев, Ѓорги Бекјаров, Томе Аризанов, Ристо Арџанлиев, Миле Николов и Коста Тодоров. Животот и не би бил живот ако се би било толку идеално. За жал меѓу нас вечерва ги нема починатите. Од Есперо, Трајков Тодор, Танчевски Миле Паља и Катарџиев Стамен, братен Мили. И од екипата на проектили Роман Митко. Ако може еден аплауз за нивното дело. Кажи нешто, драга, па макар и лага, насмени се, налуби се. Само еден збор ми треба, цвету мој, да те земам по преград свој. Период. Ке ве навратам вечерва на тие почетоци на турнирот. Како започнавте да го организирате и која беше целта да се започне еден таков турнир во мал фудбал? Тој турнир започна некаде во нашата рана младост, некаде на мои 12-13 години. Ние бевме поцелени играишта, игравме фудбал и бевме желни да играме, да се докажуваме. Јас играв во тоа време, во тој период во кадетската екипа на Кожев. Меѓу тие играчи беа и уште тројца наши шо играчи, што од кога формиравме екипата, ја направивме оваа екипа, нели, игравме заедно сите. 63 година јас имав желба да направам екипа една и ми дојде идеја од еден италијански речник да најдам некое атрактивно име. Во тоа време, мислам да секој млад е атрактивно име, некој странско име, некој интересно, некој од филмот. Најдов од речникот еден збор кој се вика Есперо, што значи вечерна звезда. Го предложиш на моите другачи тогаш, го прифатија и така се роди таа екипа Есперо. Значи, ние бевме веќе ушалтувани во фудбал, така да кажам, како кадети во фудбалската школа. Немаше тогаш фудбалска школа, не собираа вака некој тренер ентузијасти како, не. Игравме, трчавме, меѓутоа бевме сепак во фудбал веќе убаси, да кажам. 63 година го направивме првиот турнир. Тогаш уште тогаш се сетивме да правиме самопридонес, да збираме пари од екипите. Беа минимални сумички на пари.
Наградите беа наполитанки, чоколади, поголеми чоколади за првата екипа, помали чоколади, па најмалечки. Значи, тој прв турнир беше во рамките на општина на целата Гевгелија или пак тоа да беше не кажам малски турнир? малски турнир, Така. малски турнир, да. Тоа го организирав 2-3 години. После 4 години, да кажам сега, кога Ило дојде во нашата екипа, 66-та беше тоа, направивме веќе еден поголем турнир. Се пријави екипи од цела општина. Во Ландо, па дури имаше, од Струмица имаше екипи. Тоа е почетокот. Тоа е почетокот. На турнирот. Рековме, нели, може не мал на почетокот, не може би толку значителен за самиот град Гевгелија, но со текот на времето почна да се проширува најверојатно. По оние документи, по оние архивски материјали кои што јас можев да ги видам, сте имале учесници, односно екипи кои што се не само од Гевгелија, со текот на времето, туку и од регионот, и сте ги имале многу. Ајде нешто повеќе за тоа, значи за бројот на екипите и како се развива ова во класичен турнир во мал фудбал. Па види се, тој турнир што почна да се организира од ден на ден, од секоја година на година, се повеќе и повеќе се се дополнуваше со нови екипи. Имаше раздвиженост меѓу самите учесници. Сите сакаа да учествуваат на тој турнир. Кога Есперо излезе со дресови, пише на латиница Есперо 63 година, даде повод со истиот дизајн што излеговте и сега, за 40 години. Значи истите. Така? И така почна тоа беше стимул за другите екипи да прават сите дресови и да излегуваат и да учествуваат на турнирот. И така да имавме и во правилникот ја баравме секоја екипа во пријавувањето да најави со какви дресови ќе настапи и со кои играчи ќе игра. Тоа мора да има записник дадено на пример 10 правила на однесување, да речам статус едноставно на самиот турнир. Тогаш се организира и суди, тоа се на ниво. Види, самиот факт дека турнирот од година на година се зголемуваше и имаше, како што спомна Ѓорѓе, имаше од секаде. Тука беше скоро цела репрезентација на Македонија. Ако веќе почнеме да ги броиме, тука беше Чирич, тука беше Мути Барич, тука беше Спасовски, тука беше Марковски. Сите тие репрезентации на Македонија, сите беа тука скопани во разни екипи, кои се доаѓа од Велес, од Прилеп име Маневски, не знам кој. Така да турнирот имаше доста интересирање, Наградите беа високи, нормално, према екипите, кои што ги не плаќа, тоа и од спонзори што имавме, одредени мали спонзори. Така да турнирот добиваше на квалитет, затоа што се судеше многу коректно. Имате ли судии, професионалци? Професионалци судии, кои што судеа во Републичка лига на Македонија. Во овој ден летен ти си како град, што блиска со насмевки делфина, што кипи ко рујно младо вино, во еден врел, еден окој што мами. И овој ден летен вика како план, ко слика на мојата делфина, ко неми што еднаш крај нас мина, што нема мир кога двајцата сме сами. Овој ден ко сон ке мине, во очи мојчи скриен бол, сини спомени ке згинат, со овој ден што си оди делфина. Во овој ден летен се како сон, ко сон што го ветила делфина, ко сказна од една љубов си.